Ние како дом го споделуваме истиот став и сметаме дека навистина е потребен посебен закон за водно, за да се обезбеди интегрирана заштита. Она што сега се случува, обезбедува заштита во однос на заштита на биодиверзитетот, на природата. И тоа е во ред. Но не е доволно, затоа што водно треба да биде заштитено и од други аспекти. Од ерозија, од свлечишта, поплави, пожари. Всушност тоа е и причината, основната причина зашто во 50-тите, 60-тите години водно интензивно се пошумувало. Тогаш не е толку од аспект на животна средина, но точно заради безбедност и на граѓаните и на материјалните добра во градот. Со сегашното решение кое што го нудат, овој дел не е соодветно опфатен и сметам дека и со планот за управување како што предлагаат од секторот природа во Министерството не може да се постигне таа заштита. Затоа ни е потребен посебен закон со кој ќе се обезбеди интегрирана заштита од сите аспекти и клучно е особено за овој дел кој гледа према градот, каде што сите сме сведоци дека во минатиот период интензивно се градат и објекти за домување, и хотели и така натаму, и тоа мора да престане. И затоа е добра идеја да има еден интеринституционален пристап, интерсекторски, сите да бидат вклучени, да се формира една поширока група и да се изготви закон за водно кој што ќе го заштити водно и Скопје и скопјани од по сите можни теми и аспекти.